На 23 јануари 2012 година во етерот беше првпат емитувана емисијата Фактор здравје. 10 години подоцна, точно на тој ден или денеска на овој 29 јануари, вашата здрава навика Фактор здравје прославува голем, и би рекол најголем јубилеј досега, 2000 емисии. Ви посакувам добре дојде и со голема возбуда и позитивна енергија го отворам ова ново продолжение, празнично би рекол, јубилејно, невообичаено во однос на другите емисии, бидејќи од една страна ќе траеме до 11 часот, а од друга ќе ви представиме повеќе специјалности, повеќе теми и повеќе можност заедно да комуницираме. Јас сум Илија Николовски и во името на тимот од Фактор здравје, првенствено со реализаторот Кети Поповска, ве покануваме до крај да бидете со вашата здрава навика и секако да ни се јавите и да ни го честитате нашиот јубилеј. Веднаш на почеток, како прва доза на информации во оваа јубилејна емисија на Фактор здравје, сакам да изразам јавна и голема благодарност и поддршка на нашиот верен поддржувач, што е компанијата International Health, која со својата палета на производи сите овие изминати 10 години и годините пред нас ќе продолжи да превенира, да зборува за имунолошкиот систем и секако да зборуваме за антиоксидансите, кои што се најдобра одбрана и во овие услови на пандемија со коронавирус, но и со останатите состојби и болести. Запомнете дека болестите буквално никогаш не мируваат и затоа имунолошкиот систем и неговото високо и здраво ниво обезбедува здравје во целина. Во оваа прва најава само ќе ги споменам Г132 плюс натурал, Г-Kids, понатаму Вамекс или посупциската исхрана, како поддржувачи и наши верни пријатели од првиот момент на Фактор здравје, а подетално кон нив ќе се навратиме во продолжение на емисијата. Тука предлагам да ги видите првиот блок реклами, првата пауза, по која што ќе посакам добре дојде на првата гостинка и првата тема која што денеска ќе ви ја представиме. 2000-та емисија едноставно го насловивме ова ново продолжение од Фактор здравје, бидејќи уште еднаш би сакал да ви дадам поддршка пред се на вашите јавувања и интерес доколку ги имате, слободно и денеска да комуницирате и да разменуваме позитивна енергија во Фактор здравје. А реков и ќе потсетам дека оваа емисија е невообичаена и надвор од она што вообичаено досега сте го гледале, бидејќи ќе имаме неколкумина доктори, неколкумина специјалности од целата би рекол палета која што медицината како можност ја нуди и како наука, посебно во овие услови на пандемија со COVID-19. Но за да не должам многу, со задоволство и пред се со многу љубопитно, сакам да ви го представам првото име и првата специјалност со која што ќе се занимаваме во овие 15 на минути, насловена ендокринологија, метаболни нарушувања и пред се дијабетес, специјалности кои што сте инкорпорирани во оваа јавна здравствена установа, клиниката за ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања, од каде што ни доаѓа нашата исто така верна поддржувачка, би рекол и редовен соработник во Фактор здравје, научен соработник доктор Искра Битовска, субспецијалист ендокринолог. Професорке, добро утро и навистина ви благодарам што сте тука. Друго немам што да кажам. Добро утро, јас само би кажала дека навистина ми е голема чест што со мене ја почнувате оваа јубилејна емисија. Да, благодарам што сте тука и изминативе 10 години редовно сте дел од Фактор здравје и вие и вашите колеги од клиниката. И прво едно индискретно прашање, што прво помислувате кога ќе ви се спомене Фактор здравје? Вие ми паѓате на памет, Илија. Благодарам. Навистина морам да ве пофалам и да изразам една навистина голема благодарност, затоа што многу сте инволвирани во здравјето, многу работи познавате, понекогаш и не збунувате нас како гости. Да, благодарам за поддршката и драго ми е бидејќи имаме соработка која што тече и ќе продолжи сигурно во годините пред нас. И кога зборуваме за ендокринологијата, првата асоциација е дијабетесот. Нормално на него ќе се вратиме малку подоцна. Вашата специјалност и субспецијалност и како интернист и како ендокринолог всушност ги опфаќа сите внатрешни органи со акцент на хормоните или оние жлезди кои што лачат и создаваат многу хормони. Може да направиме еден преглед кои се тие најзначајни кои се, со оглед дека би рекол хормоните се создаваат пред еден фетус да се создаде во матката на мајката. Секако дека хормоните се формираат уште во и пред третиот месец со органогенезата на сите хормони во фетусот. Меѓутоа, јас би започнала со хипофизата. Хипофизата ми е навистина омилена, бидејќи е многу малечка жлезда, ние сме зборувале повеќе пати за неа, колку едно зрно просо е, малечка е и е многу важна. Практично важи за диригент во нашето тело. Значи, таа ги лачи сите
би рекла скоро сите, 95% од стимулирачките или инхибирачките хормони, кои што понатака, нели, во вид на капки патуваат низ целиот организам до таргет органите, односно до целните органи, и си ја вршат, си ја обавуваат својата функција. Значи, од хипофизата почнуваме и завршуваме до целните органи. Практично тоа е целото наше тело, особено масните, мускулните клетки, но како органи за нашите пациенти, односно за гледачите, најпознати се тироидната жлезда, надбубрежните жлезди, нешто помалку, но пред се најмногу панкреасот, прочуениот панкреас кој што го лачи инсулинот во нашето тело. И недостатокот негов или недоволната акција на инсулинот доведува до болеста за која што навистина нема некој да не ја слушнал, а тоа е шекерна болест, односно дијабетес. Да, и кога веќе го споменувате дијабетесот, според новата номенклатура и во овие изминати 12 месеци од кога постои веќе пандемијата со COVID-19, дали во колкава мера токму ова заболување влијае на оваа група на пациенти, со оглед дека кај нив е нарушена нели таа микроциркулација во организмот? Да, тоа беше едно од заболувањата нели на почетокот кој што беше и ослободувачки фактор, еден од ослободувачките фактори, односно тип 1 дијабетесот, тоа беше тип на дијабетес, нели? Од кој што постои кај децата, кај дечињата и кај младите луѓе. А тип 2 дијабетесот со компликации беше ослободувачки фактор, но како и да е, дијабетесот е навистина прилично, би рекла комплексна, прилично сложена работа. Не сакам да наречам болест, нели, заради тоа што добар дел од населението веќе има. Значи, кај нас инциденцата, односно преваленцата, луѓето кои што заболуваат од дијабетес, се движи некаде во рамките околу меѓу 10 и 12%, што ќе се сложите дека е навистина многу. Добар дел од популацијата е заболен, а она што ја прави тежината во третманот и во лекувањето, сега кога зборуваме вака глобално, нели ќе протрчаме низ сите болести, предпоставам за овие 15 на веќе 10 на минути, е тоа што човекот, јас постојано кажувам, дијабетесот е болест, е состојба во која што пациентите 80 до 90% се тие самите главни, а ние докторите сме во некаде 10 до 12%. Значи имаме, би рекла, фантастични лекови, во последно време и на позитивна листа, и да се купат секако кој може. Имаме одлична терапија за дијабетесот, но и покрај се, нашата терапија е некаде грубо 20%. Остатокот е како пациентот, односно како човекот кој што го има дијабетесот се храни, како живее, колку е физички активен, како го менаџира стресот, значи сето тоа... И како го одржува, би рекол, нивото на шекерот или гликемијата, бидејќи тие флуктуации се и најопасни. Одење нагоре и надолу. Да, токму така. Тука е тежината во водењето на дијабетесот. Значи, многу време треба да им се посвети на пациентите и покрај тоа што и го немаме во нашите амбуланти, но и кога би го имале, сепак многу мал дел е тоа. Најголемиот дел е пациентот треба да биде приемчив, треба да сака да не се ослуша и да го прифати, а уште потешка е реализацијата, поаѓајќи од себе си, нели? Да. И она што го кажавте вие, не е болест, туку е состојба, тоа значи дека овие лица или пациенти не се лишени од некои задоволства или некои навики или нешто што ние, здравите, кои што ја немаме оваа болест, можеме да си го дадеме себе си или да си го посакаме и да го оствариме во целина. Па интересно остварување, на семејство тука алудирам, на јадење можеби нездрава храна. Да. Правење такви излети. Токму така. Значи, во тој дел овие пациенти, па не би рекла дека се лишени, доколку навистина ги слушаат нашите совети, доколку навистина читаат, сакаат да се едуцираат. Барем денеска на интернет има книги, има, мислам, секакви едукативни форуми има, колку пати само јас сум зборувала и моите колеги сами рековте токму за дијабетесот, че толку многу има начини пациентите да разберат како да си го третираат и како да си го водат својот дијабетес, да дефинитивно можат, доколку сакаат да водат сосема нормален живот. Да се хранат здраво, да пешечат, односно физички да се активни. Важат оние правила кои што би требало да важат за сите останати. Да. И кажавте на почетокот дека со органогенезата на новороденчето или фетусот во утробата на мајката некаде околу третиот месец почнува и развојот на хормоните. Она што е ваша, нели, субспецијалност е на клиниката и метаболните нарушувања, односно нарушувањето на хормоналниот статус, што тоа значи како состојби и каква каскада на проблеми евентуално и состојби може да предизвика? Значи, мајката би требало пред се да е здрава, нели? И тие 9 месеци, значи пред почетокот,
би требало, како зборувам како би требало, би требало бременоста да е планирана, доколку има некакви болести мајката, нели, би требало сите тие работи да се средат. Во врска со нашите болести, нашата терапија, значи може секоја жена да испланира бременост без никаков проблем доколку се консултира со нас. Било таа да има диабет, диабетесот треба да биде одлично регулиран пред да остане бремена. Тоа е веќе до свеста, нели, на жената која што планира да остане бремена. Во текот на бременоста, кога веќе првите 3 месеци ние не знаеме дека е бремена, или често пати се случува, например, во 3ти месец да дојде, во 2ти, во 4ти месец да дојде жена со хипертироидизам или со хипотироидизам. Значи, нели, тоа веќе сега навлегуваме во сферата на тироидната жлезда. Во првите 3 месеци нема тироксин фетусот. Дури некаде 12-та недела почнува тироидната жлезда да ги лачи своите хормони. Доколку мајката ги нема тие хормони да му ги даде на бебето на фетусот за нормален развиток, или доколку ги има премногу, во тој случај и судбината на тој фетус е загрозена. Релативно често ни се случуваат и такви работи да мајката дојде затоа што не се чувствува добро, а практично е бремена со некоја од овие болести. Тука ние помагаме и секако советуваме и ги кажуваме сите ризици. Да. И дополнително за диабетесот не споменавме, и тоа го знаат сигурно и гледачите, познато е тој диабетес или диабетес во бременоста кој што се јавува исто така како состојба е многу честа и може да го загрози не само животот на мајката, туку и на идното поколение, идниот живот. Токму така, меѓутоа денешната гинеколошка служба е навистина одлична, така да со ваша соработка, нели, како пристап? Четвртата секако со наша соработка. Самите гинеколози знаат дека гликемија мора да се мери на гладно и дека таа, особено кај бремените жени, мора да биде под 5,1 милимоли на литар. Посебни правила важат за трудниците, посебни правила важат за останатата популација. Да. Значи, меѓу 24-та и 28-та гестацијска недела треба да се направи оној познат, нели, ОГТ тест со пиење на 75 грама шекер. Да. И има точно 3 вредности кои што се прифатени и кои што треба да се почитуваат. Исто така и пред 24-та, не значи дека не треба до тогаш да се мери, но секако со нас, секако тоа е работа за терцијерното здравство, односно наша работа. Да, ве поканувам на 6091924 и 6091925, доколку имате интерес, слободно да ни се јавите уште од овој момент или во продолжение на Фактор здравје, да не поздравите, размените позитивна енергија или поставите прашање во овој прв разговор од серијата разговори кои што ќе следуваат до научен соработник доктор Искра Битовска, субспецијалист ендокринолог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања. Уште еден аспект за кој што сакам да проговориме, иако ендокринологијата, рековте веќе, е целото всушност внатрешно обкружување на човекот и сите внатрешни органи, да дадеме само уште еден акцент на онаа повозрасна популација, лицата кои што има диабетес или некои други метаболни нарушувања, што доколку тоа не е добро регулирано на долг рок, какви компликации може да предизвика ако ги земеме во контекст и коморбидитетите или пропратните заболувања кои што за жал се многу чести кај оваа група на пациенти. Диабетесот е хронично, прогресивно и агресивно болување, значи заболеност. Така да шекерот мора добро да се регулира. Она што е многу лошо и многу подмолно кај шекерната болест е што луѓето кои што боледуваат од шекерна болест не го чувствуваат шекерот додека е 9 милимоли на литар, 10 милимоли на литар, но организмот го чувствува и како. Бидејќи се работи за нарушување и на метаболизмот на масти, не само на јаглени хидрати, не само на шекери, туку и на масти и на протеини, нели? Ја имаме така познатата диабетична дислепидемија, значи пореметување во метаболизмот на масти, доведува до складирање на масти во крвните садови и тоа е значи она ангиопатска компонента која што практично го загорчува животот низ годините. Колку е подолг диабетичниот стаж, толку почести се овие компликации, кои што можат да бидат и акутни и хронични, но како и да е, да не навлегуваме нели во детали. Да, сме зборувале за тоа. Сме зборувале многу пати и ќе зборуваме веројатно, секогаш убаво луѓето да се потсетат, кои што навистина доведуваат до траен инвалидитет и до влошување на квалитетот на живот. Да, и веќе имаме некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Да, добро дојдовте господјо, одлично ве слушаме. Добар ден. Ме интересира. Пред 8 месеци правена сум операција од карцином на панкреас. Во ред. Примав хемотерапија, меѓутоа сега тумор маркерите ми се пак покачени и шеќером 8-10. Добро. Ме интересира дали
може да е јавена повторно болест. Благодарам за вашиот интерес. Дали го слушнавте прашањето? Значи, да. Господјата правила операција карцином на панкреас и повторно има тумор маркери покачени, а шекерот е 8 до 10 во овие граници. Дали може повторно да заболи од истото малигно заболување? Е прашањето. Карциномот на панкреас е сосема друга работа, но како последица доведува дијабетес. Токму заради тоа што добар дел од панкреасот треба да се извади, јас не слушнав дали Да, тоа не го кажа целосно. Не го кажа, точно. Доколку е оперирана, зависи кој дел од панкреасот е изваден, но сите интервенции на панкреасот, било да се карциноми, било да се бенигни заболувања или панкреатитиси, доведуваат до оштетување како на екзокриниот, значи на сега влегувам во сферата на гастро, нели, на гастроентерохепатологија, како на оние ензими кои што учествуваат во варењето, така и на хормоните. Што значи дека мора убаво да се следи шекерот во вакви состојби, а посебно постоперативно. Да, бидејќи панкреасот, да не заборавиме, како орган не го лачи само шекерот, туку и за многу други работи, дигестијата на храна, веќе ја споменавте, и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало? Ало, добар ден, господјо. Добро дојдовте и вие во Фактор здравје. Најпрво старам да ви го честитам 2000-тиот роден ден на емисијата. Многу ви благодарам. Како што кажавте вие дека вие научивте многу од областа на медицината, така и ние гледачите научивме многу и многу сме благодарни што вакви емисии има и ни носете вакви добри доктори. Ви благодарам. Прашање немам, ви честитам уште еднаш. Благодарам многу за вашата поддршка, тоа и најмногу ни значи како најверна и најпочитувана Фактор здравје публика. И професорке, моето последно прашање за оваа прилика се однесува на зголеменото ниво на телесна тежина или дебелината, која што не само за она што го зборуваме од ваша специјалност и субспецијалност, туку и во целина за целиот организам е веќе болест според европската номенклатура на дијагнози. Јас ќе го поставев ова доколку вам не ви текна, да. Се уште работи мозокот, да. Ми беше на поставувањето на проблемот. Да, дебелината е скоро па и проблем број 1 на секаде во светот, особено во развиените и помалку развиените земји. Проблемот е тоа што во последно време установено е дека масните клетки се најголемиот ендокрин орган. Значи еден голем квантитет, голем број на хормони во последните 20-30 години се испитани, за кои што е установено дека учествуваат во регулирање на апетитот, во регулирање на гладот, во регулирање на телесната тежина, значи колку човекот ќе јаде, како ќе јаде, но особено е битно што масното ткиво лачи многу ензими кои што учествуваат. Например, еден банален пример ќе кажам, за да биде поедноставно, бидејќи е темата многу комплексна, многу сложена. Дали сте забележале дека дебелите мажи имаат малку потенок глас? Или по-женски некои знаат тоа да го кажат, да, како? Имаат гради, гинекомастија. Или дебелите, крупните жени имаат алопеција, односно проречена коса, има често пати, нели, влакненца или има зголемена влакнатост по телото. Тоа е, за ова е одговорен. Виновникот за ова е една ароматаза, еден ензим кој што кај мажите го претвара тестостеронот во естрогени. Во женски хормон. А кај жените ги претвара естрогените во тестостерон или негови метаболити. Чисто сакав да доловам дека навистина масното ткиво поседува еден тон хормони и ензими, добар дел испитани, уште колку ли не чека науката, нели, да се испитаат, кои што навистина го менуваат животот. Да, и пред да ви се заблагодарам, професорке, уште едно јавување имаме во овој дел од Фактор здравје. Добар ден. Добар ден, поздрав, среќен роден ден. Благодарам за честитката. Имате ли прашање, господјо? Да. Да, поставете го. Јас сум веќе 30 годишен пациент кај што работи докторката. Добро. И ја познавам лично. Добро. Меѓутоа имам прашање. Дали е возможно, пошто рековме дека многу има дијабетичари, дека е многу голем број, од кои што многу не знаат па дека се дијабетичари, меѓутоа тие што се дијабетичари, поготово сега во овие 8 месеци изолација од лекари, сите се плашат додат до клиника и сето тоа, во тој контекст, би поставила прашање. Порано, почетокот, пред неколку години, имаше
аспекти за диабетот, што треба, кога треба бубрезите, например, да се, кога HbA1c1 да се контролира на 3 месеци или како, многу не го знаат, например. Тогаш имаше прирачници, упатства, имаше табели што да се яде банана, например, една лебна единица, колку лебни единици може да се изедат во текот на денот, колку смеат. Да. Кој е вашето? Дали белиот леб посебно прашувам, е штетен и може да се консумира или не за овошјето, пред спиење, например. Дали може да се земе јаболко пред спиење, бидејќи на медиумите еден лекар кажува дека пред спиење на јаболко да се изеде, другиот вика дека контаминација прави, да. Така сме во една забуна. Да, ви благодарам за вашиот интерес, да ослободиме уште едно јавување имаме, благодарам и за честитката. Добар ден, дали ме слушате? Зборувајте слободно, Ало. Добар ден. Ало, ве слушаме, господја. Ало, добар ден. Добар ден, кој е вашето прашање? Поздрав до вас и Благодарам. до докторката. Ви благодарам. Јавува баба Добра. на внука од 10 години. Во ред. Има со тежината 25 кила, а висока е 135 сантими. Добро. По рачињата има многу влакна, на грбот има влакна и долу на кичмата. Зашто се работи, сакам да знам, загрижена сум многу. Благодарам и за вашиот интерес. Овие две прашања всушност ќе го заокружиме вашето гостување. Првата господја праша дали белиот леб за диабетичари е пожелен и дали смее, и пред легнување јаболко или друго овошје дали смее да се консумира. Бидејќи има двоумење господјата. Така, значи разликата меѓу белиот и интегралниот, односно оној со фајбер, со семчиња леб, не е во калориската количината на калории која што се ослободува при едно парче бел леб и едно парче црн или интегрален леб е идентична. Меѓутоа работата се менува кога ние ќе го внесеме во нашиот стомак. Значи, во нашиот стомак белиот леб поминува, пасажата низ цревата е многу поспора на белото брашно, општо, отколку на брашното кое што има семчиња. Значи, а колку побрзо поминува нели нештото низ цревата, толку помалку време има за контакт со цревата за да се прави контаминација можеби за да се ресорбира. Или ресорбира. Значи калориската енергијата што ја трошат едно парче таков и таков леб е идентична, но тоа го викаме ние гликемиски индекс. Колку, значи која количина на шекер се ресорбира во одредена количина на време. Да. Она што е со семчиња, многу побрзо поминува низ цревата и помалку време остава за сето тоа да се ресорбира. Да. И за јаболкото и црниот, да. Овошјето дали пред спиење се препорачува? Овошјето има комплетно идентична количина на шекер, исто како и шекерот, исто како и лебот. Значи фруктозата, тоа е овошниот шекер исто го качува шекерот, идентично како и обичниот шекер што го качува, не би требало крвниот шекер, не би требало. Би требало. Се ова би требало да се прима, меѓутоа сето тоа да биде укалкулирано во дневниот внес на шекери. Значи, отприлика само еден портокал, знам дека ова ги интересира, еден портокал или едно јаболко е еднакво на едно парче леб. Значи, ако дневно планираме да изедеме, не знам, 16 лебни единици, ние така ги мериме, нели? Значи да бидат укалкулирани и овие две лебни единици ако се распоредат правилно. Да. Една банана има две парчиња леб во себе. Значи тоа се тие лебни единици и како препорака господјата рече тие печатени материјали да бидат присутни секако во таа насока, да еден апел и да таков има. вид на шекер. Да, и последното прашање, бабата спомена 10 годишно девојче, 25 килограми, а е влакнеста по телото. Што може да сугерирате, каде да се обратат? Да, прво тоа спаѓа во 10 години, значи ние се бавиме со дечиња над 14 годишна возраст, но не слушнав од бабата дали кажа дека се работи за девојче или за машко. За девојче, да. За девојче. Не слушнав дали се работи, дали има добиено циклус или не, дали градите се пораснати или не. Значи сите тие работи се прилично боси како податок. Да, не можам да знам. Детската клиника е институцијата. Не, можам да ви кажам дури и од детската патологија, затоа што тие од 14 години веќе си продјат кај нас. Значи нема некоја граница. Тоа се истите тие дечиња на 13 години и не знам 11 месеци, нели, до 13 години и 12 месеци, меѓутоа работата што ги немам сите податоци за да објаснам на загрижената баба што да се прави понатак. Освен ако се загрижени, треба да се јават на
Клиника за детски болести, оддел ендокринологија. Да, ви благодарам многу професорке за тоа што ни ја разубавивте емисијата со стручен коментар и прекрасниот изглед и ве чекаме во некоја следна прилика во Фактор здравје. Јас многу ви благодарам за поканата, особено за првото место. Тука сум суетна. Да, златниот медал го добивте Така вие. е. Поздрав до колегите, уште еднаш. Хормоните. Да, секој е добро. Научен соработник доктор Искра Битовска, субспецијалист ендокринолог, беше првата гостинка во Фактор здравје. По втората пауза за реклами следува и второто гостување и втората тема. Подсетувам дека го следите јубилејното 2000-то продолжение или 2000-тата емисија на Фактор здравје, емисија која што 10 години веќе успешно чекори во македонскиот медиумски етер и она што ни е наше мото е мислете на себе. Во оваа прилика изразувам голема и огромна благодарност на идејниот творец и продуцентот на емисијата Дејан Стевков, кој што имаше идеја и пред се чувство за вакво нешто, но чувство кое што би рекол многу се продлабочи и прошири во однос на изминативе години, благодарение на вас, вашата поддршка и сите оние моменти кои што изминативе години ги поминавме. Во продолжение ќе представиме уште една тема, уште еден гостин и уште еден верен соработник пред се на Фактор здравје изминативе 10 години. Тоа е асистент доктор Филип Гучев, ревматолог, воедно представник или ни доаѓа од неговата матична институција, јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за ревматологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Доктор Гучев, добар ден и благодарам пред се што сте тука. Добар ден. Прво, честитки на тебе и на целиот тим. Баш на вистина имате прекрасен тим и секогаш е големо задоволство да се дојде, така да ова нека биде само еден почеток и да се множат што повеќе и бројот на емисии и на вистина квалитетните емисии што ги има. Ви благодарам и овде сакам да споделам многу ретко, речиси никогаш јавно не зборувам како доаѓам до одреден доктор, како се наоѓаме и како, нели, доаѓа нашата соработка со вас. Кога првпат се запознавме, ми дадовте една реакција кога ве поканив, зошто пак јас морам ли? Токму. Така беше, мислам дека јас и ледот на телевизија го скршив баш со тебе. Да. Така да беше навистина многу позитивен, беше, морам да кажам, многу упорен и ми е мило што го направивме. Да. И овде го спомнувам тоа бидејќи не сакам никого да навредам од вашите колеги на клиниката за ревматологија, вие сте условно една од најтешките клиники за соработка. Но благодарение на вас, да, тоа веќе не важи. Она што денеска неколку збора би рекол сепак од стручен аспект би сакал да дадеме аспекти се ревматоидниот артритис, несомнено заболување за кое што најмногу имате пациенти, најмногу би рекол се вложува и енергија и најмногу би рекол ги поврзува и другите болести, бидејќи овие лица имаат и други коморбидитети. Да, така сме зборувале за тоа, сам ќе направиме едно кратко резиме, знам дека имаме кратко време. Значи автоимуно заболување, тежиштето на она што ние го лекуваме на ревматологија, иако се мускули зглобови се разбери сврзано од кивни болести, но се автоимуни болести. Болести каде што имунитетот е збунет и си го напаѓа сопственото тело. Најчестата таква болест која што ние ја третираме е конкретно ревматоидниот артритис. Не треба да заборави дека иако е болест која што примарно ги зафаќа зглобовите и тоа е она што примарно го гледаме и го лечиме, сите овие болести се системски заболувања, што значи со лечењето на, да кажем, примарните манифестации на зглобовите, ние го лечиме целиот автоимун процес и во основа го лечиме целото тело. Да, бидејќи зафатени се рековте зглобовите, телото, сврзното ткиво, освен ревматоидниот артритис, сме зборувале за лупус, сме зборувале за нели псоријазата како автоимуно заболување и ред, артрит, сигурно и достапноста на лековите и терапевските модалитети на некој начин оди во насока да ги одржуваат и да имаат квалитетен живот овие пациенти. Токму така, на нашите пациенти во основа им е потребна терапија цел живот или скоро цел живот, потенцијално некогаш што прекини, ако болеста тоа ќе го дозволи. Значи секогаш се почнува со еден темел. Основните, базичните лекови се лекови што ги знаеме некои од 50-60 години, навистина сме сигурни со нив, баш така, како што е метотрексатот, некои се нешто понови од 90-тите, како што е лефлуномидот, сулфасалазинот исто така околу 40-50 години стар лек. Така да сите тие лекови се базата, основата. Но науката се повеќе покажува дека до пола од овие пациенти, бидејќи болестите се доживотни кај повеќето од нашите пациенти. Нема лек за жал. Да, нема лек кој што тука мора да дефинирам. Нема лек кој што ќе се даде и ќе излечи болеста и без лек луѓето ќе бидат здрави. Но со лекот луѓето треба да се здрави. Значи тоа е модерниот концепт и тоа што навистина почнавме да го правиме ние.
Сега, модерната медицина вика, порано се сметаше до пред некои 10 години дека 10-20% од популацијата која што е болна со нашите болести, им треба, да кажем, понапреден вид на терапија, тоа е обично биолошка или таргет терапија, иако има и други имуномодулатори, како интравенски имуноглобулини, има други лекови кои што не се врзани со имуниот систем, но се врзани со манифестациите, како што е босантанот, например. Сите овие лекови, да кажеме, условно речено, иако ние како доктори и пациентите како пациенти воопшто не треба да се грижат за тоа е искрено мое мислење, но се скапи, но тие лекови се есенцијални и модерната медицина вели дека до 50% од сите пациенти со овие болести некогаш во текот на лекувањето, односно нивниот живот, ваква терапија ќе им треба. Да, имаме некого на линија, некој кој што се интересира за оваа проблематика. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден уште еднаш, дали сте на линија? Доколку не, ве поканувам повторно да се јавите и бидејќи споменавте дека концептот и она што е модерната ревматологија го презентирате и го работите на клиниката за ревматологија, колку овие групи на пациенти, сега зборувам општо за сите болести кои што ги имате, бараат соодветна контрола и соработка настрана пандемијата, зборуваме за нормални услови? Точно, да. Навистина бара тесна контрола. Посебно на почетокот, бидејќи сепак се даваат лекови кои што го модулираат имуниот одговор, кои што имаат потенцијални насакани ефекти и тие мора да разграничиме прво дали лекот добро делува кај тој конкретен пациент и дали има несакани ефекти. Така да првите 3 до 6 месеци се клучни. Првите 3 месеци мора да се прават барем месечни контроли, некогаш и двонеделни контроли. Потоа тие се разречуваат и после 6-тиот месец веќе сме сигурни, посигурни во ефикасноста и сигурноста на лекот. На лековите. Дали ќе имаме сега среќа со јавувањата? Добар ден уште еднаш. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, господјо, во програма сте. Сакам да прашам, се работи за маж од 66 години. Повремено му отечува зглоб на нога, на колено, па се префрла на рака, па така шета нон-стоп. Добро. Барате совет, предпоставам мислење, дали ова доволно, докторе? Да. Значи, благодарам. Би требало да благодараме на вас. Би требало да го прегледаме господинот. Вакви шетачки, постојат неколку различни видови на артрити, посебно кај маж на таа возраст кој што може да биде. Треба да дојде кај нас или да стапи во контакт со мене, како и да е, ќе направиме еден скрининг за артрити, значи она што идејата е да разграничиме невоспалителен од воспалителен, од потенцијално некој метаболен, еве конкретно за за господинот артрит, и кога тие ќе ги разграничиме, после тоа почнеме по протокол до тоа да го третираме. Да, и во оваа прилика имаме можност уште да кажеме дека повозрастната популација е позагрозена со ревматоидните заболувања и особен акцент се дава на болката како симптом и изголеменото ниво на телесна тежина, кое што и со колешката Битовска претходно утврдивме дека е негативен или иритирачки фактор и за влошување, но и на долг рок за некои компликации од овие болести. Да, апсолутно. Покачената телесна тежина има и негативно влијание, зборувам имунолошки. Но тоа е веќе, да кажем, сериозна, покомплицирана наука. Нешто што е многу јасно и многу сигурно е дека особено прави проблем кај пациентите со носечките зглобови. Значи долниот дел на рабетот, колкови, колена, стопала, скочни зглобови, тие зглобови се значително оптеретени. Се смета дека секој 5 кила дополнителни што човекот ги носи, 50% дополнително ги оптеретуваат колената. Можете да замислите за 5 кила, обично ние нема ни да ги приметиме меѓу нас, вака меѓу пријатели. Но телото ги чувствува. Тоа се 50% дополнително оптеретување. Кога ставите тоа врз основа на веќе оштетен зглоб или на некоја болест која што ги зафаќа зглобовите, значи тоа е навистина сериозен проблем. Да, и пред да го слушнеме јавувањето, само да споменам дека најефикасен, најдобар и би рекол наједноставен начин за губење на вишокот на телесна тежина или дебелината е протоколот на исхрана, наречен липосукциска исхрана, кој што како центар или липодиет центар ви стои на располагање во центарот на Скопје или директно на 070 535 033. Во првите 30 на дена можете да изгубите до 10% од вашата телесна тежина и без оглед дали е тоа медицински или естетски, нормално индицирано, јавете се во липодиет центарот во Скопје и закажете ја вашата бесплатна консултација на 070 535 033. И го имаме и последното јавување во овој дел од емисијата. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добро дојдовте. Фала, поздрав. Поздрав и до вас. Сакам да го прашам докторот во врска со
зимање на овие витамини што се сега за заштита од короната. Добро. Ја имам ревматоиден артритис. И имам кортикодекортин. Добро. А од друга страна земам и големи количини витамини и минерали за имунитетот. Добро. И мислам дека поради тоа дојде до влошување на состојбата и имам се повоци симптоми на артритисот. Сега што да правам? Благодарам за... Како да постапувам понатаму? Да. Благодарам за вашиот интерес. Да, ви благодарам на вистина. Науката вели дека не би требало да имате таков несакан ефект. Најверојатно е коинциденција, едно бидејќи болеста има една тенденција да се смирува па да се влошува, најверојатно е коинциденција да настанува екзацербација, влошување на болеста баш во овој период. Бидејќи онаа суплементација е главно антиоксиданси, значи витамин D кој што е препорачан во повисоки количини, витамин C, цинк како минерал, така да овие препарати апсолутно не би требало да ја влошат, дури би можело теоретски да ја подобрат вашата состојба. Така да исконтактирајте со вашиот матичен ревматолог или дојдете да ве видиме и чисто да ја адаптираме терапијата и да го прекинеме овој шуп на болеста додека се јавува, нели, да не дозволиме да тлее. И пред да ви се заблагодарам, доктор Гучев, уште еднаш да апсолвираме дека целта на терапијата и пристапот во ревматологијата е да се стави во ремисија или во мирување, да имаат и подобро ниво на живот овие пациенти и секако да немаат некакви ограничувања. Апсолутно, да. Така да со терапијата пациентите треба да се здрави. Значи ќе примаат терапија, ќе примаат минималната доза на терапија која што болеста кај нив дозволува, но со таа терапија треба да се здрави и се разбира со редовни контроли кои што се ревматологот ќе ги договара. Сигурно, многу ви благодарам за вашето учество во оваа наша јубилејна 2000-та емисија и секако покана соработката, секако и дружењето да продолжи и понатаму. Уште еднаш честитки на сите, на целиот тим, навистина сте прекрасни. Да, ви благодарам многу, доктор Гучев, за вашето учество и пред се поддршка. Асистент доктор Филип Гучев, ревматолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. За подетелни информации ве упатувам на негова адреса во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ревматологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Следува паузата за најновите вести и случувања кај нас и во светот, а потоа и следните нови 60 минути од Фактор здравје. Тоа е краткиот преглед на вестите и морам да ви кажам дека особено ми е мило што во овој дел кога завршуваат вестите, можам повторно да го вратам студиото од колегата Илија од Фактор здравје и лично да му честитам за 2000-тиот јубилеј. Илија, како си? Одлично, Огнен, еве од горе јас те поздравувам, бидејќи ти си во нашето големо долно студио, ние сме на тераса горе. Да, ако вие имате со сончев кров таму, супер сте горе. Илија, кажи ми, 2000 емисии, мислам дека во овие 2000 емисии кои што се направени, помогнавте на толку многу луѓе со вашите совети, имавте можност толку многу работи да зборувате со сите доктори и тоа е сериозен успех. Дали имаш намера уште 2000 барем за почеток во иднина? Да, пред да ти одговорам директно да кажам дека и ти си еден од нашите пациенти во позитивна насока. Тоа е така, точно, така е. Да, имам намера барем до 10.000 да дојдеме и понатаму веќе не да бидам специјалист невролог, туку субспецијалист за медицина. Субспецијалист за невропсихијатрија, но добро, ќе разговараме за тоа во друга можност. Да, ти благодарам многу за честитките, Огнен, и драго ми е што без вестите не можеме, но и без Фактор здравје, и затоа влегуваме во вашиот термин овој час. Вие сте наш бренд веќе на оваа телевизија, така што ти препуштам водство, ти честитам, ние од студиото на Студио 10 се одјавуваме, се гледаме со гледачите во 11 часот. Ти ле повели. Благодарам многу, Огнен, за честитката и подсетувам дека го следите 2000-тото или јубилејното издание на Фактор здравје. Ќе продолжиме, имаме уште 4 гостувања за вас, така што она што го имаме подготвено за вас ќе биде специфично, уникатно и пред се невообичаено од досегашните емисии на Фактор здравје.
Продолжуваме од нашето студиото на Фактор Здравје. Следуваат уште 60 нови и свежи минути во оваа јубилејна емисија 6091-925 и 6091-924. И натаму се отворени за ваши јавувања, ваши прашања, изразување на честитки и размена на позитивна енергија. Во оваа прилика сакам да упатам благодарност до сите јавни и приватни здравствени установи, здруженија на граѓани, невладини организации, потоа комори на лекари, фармацевти, стоматолошки комори, кои што беа и ќе бидат дел од Фактор Здравје во годините кои што се пред нас, дополнително и уште еднаш упатувајќи порака и пред се честитка за вашата пред се Фактор Здравје публика и поддршка која што имаме секојдневно во живо во емисијата, но и на социјалните мрежи кои што се дел од целата глобална мрежа. Ќе продолжиме и понатаму и ќе се занимаваме со уште една специјалност од медицината која што изминативе 10 години буквално би рекол ја исцедивме од аспекти, прашања и теми, бидејќи неврологијата и тоа како го засега пред се мозокот, еден од двата би рекол покрај срцето највитални органи, и токму затоа денеска во продолжение ќе дадеме мал аспект токму на оваа специјалност со конкретно кажано аспекти за мозочниот удар како едно од најургентните и најризично загрозувачките состојби во целата медицина. Не случајно денеска во Фактор Здравје ја имаме председателката на Сдруженијето на невролози во државава, а тоа е професор доктор Драгана Петровска Цветковска, специјалист невролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Професорки, и вам ви благодарам јавно што сте тука. Како сте пред се? Добро утро до гледачите на Фактор Здравје, добро утро до тебе, Илија, и до целата екипа на Фактор Здравје и на телевизија Канал 5. Телевизија 24. Телевизија 24, се извинувам. Јас сум искрено одушевена од 2000 емисии, тоа се 2000 болести, да, 2000 теми. проблеми, 2000 теми, да. Тоа е навистина огромна бројка, се уште не е исцрпено, секако. Јас ви посакувам навистина да имате 10.000 емисии, 10.000 патологии, 10.000 проблеми да се начнат со кои што се соочува населението. Да. Тоа значи уште 40 години да работиме емисијата, да. Фала Богу, ќе работиме секако, ние сме тука да помогнеме. Со ваша поддршка, да. Со ваша поддршка да помогнеме секако на луѓето да се соочат со своите и како да им помогнеме во соочување со здравствените проблеми кои што ги мачат и тишта, да. Прегледите во амбуланти навистина се кратки, а во овие емисии навистина детално разглобуваме и етиопатогениза на болестите, и клиничката слика, и текот на болеста, и прогнозата, и така натаму. Да. Денеска ќе дадеме неколку аспекти, се извинам што ќе ве прекинам заради времето, на мозочниот удар, најургентната би рекол состојба во медицината покрај срцевиот се разбира, што е она што како патологија или како можност веќе се отвара на клиниката за неврологија настрана пандемијата. Претпоставувам веќе горе-долу работите во нормални услови со почитување на мерките. Па ни работиме се уште во нормални услови, се уште неврологија е ковид единица. Да. Делот, да кажеме, кој што ги обскрбуваше пациентите со мозочни удари, но очекуваме нели во перспектива како намалува бројката на заболени, полека да се вратиме во нормала. Работиме дел од колегите неврологија, дел од колегите ни се навистина максимално несебично вложени во работата со ковид пациентите. Но очекуваме нели како што ќе дојде вакцинацијата и како што ќе паднат бројките да се вратиме во нормала. Она што е важно за мозочниот удар, бидејќи времето е пари, времето е најзначајниот би рекол фактор кај оваа ургентна или акутна состојба, колку е тоа значајно и кои сте првите симптоми или првата клиничка слика што можеби упатува на тоа да се побара ургентна лекарска помош. Така е, time is brain. Да. Тоа е парола со која што работиме сите ние невролози, бидејќи времето од појавата на симптомите до доаѓањето во единиците каде што се третираат мозочните удари треба да е што е можно пократко, се со цел да се аплицира адекватна терапија, на еден начин да се разбие згрушокот кој што ја прекинал циркулацијата во мозокот. И ние тоа цело време го апелираме и работиме со колегите од брза помош и ги едуцираме народот, односно населението, да ги препознава знаците. Тие се навистина флагрантни, јасни, воочливи се. Одеднашка пациентот може да го изгуби говорот, да престане да функционира раката и ногата или пак да добие некоја сериозна атака на вртоглавица, нешто што навистина е воочливо со очи. И нели треба да се направи брза проверка, покажи ги забите, при што ќе видиме
спуштен усе нагол. Нели во комуникација ќе видиме дека говорот е неразбирлив или пак воопшто неможен за продукција. Кога ќе му дадеме команда, односно членот на семејството кога ќе даде команда подигни ја раката, таа или ќе падне веднаш, не може или пак да ја подигне воопшто или пак бавно ќе тоне кон подлогата, истото и со ногата. Тоа е еден сериозен сигнал. И фамилијата мора да повика единица за итна помош медицинска, така е. А колегите нели да ги донесат до клиника за неврологија, односно до 8 септември или пак до било која нели надвор од Скопје со цел да се даде терапијата. Давањето на терапијата е едноставно. И која е целта веднаш на терапијата? Дали тој рековте згручок или тоа засилување на крвта да се разбие? Се со цел да се овозможи побрза реканализација, односно васкуларизација на зоната од мозокот која што е прекината со крвоснабдување, за да нели се врати најбрзо што може во нормала функцијата на таа рака, нога, говорот, односно зоната која што е погодена. Да. Мозокот ни е слика на целото тело. Сигурно. Зависно кој дел од циркулацијата, од територијата на мозокот ќе биде запушена, ќе имаме различни клинички манифестации. Јасни се последиците, дури леталниот исход кај одредени мозочни удари, но во оваа прилика само сакам да дадеме акцент на оние транзиторни атаки или минливи мозочни удари. Какво е разграничувањето и може ли еден пациент или фамилијата тоа да го разграничи и каква е прогнозата кај овие пациенти? Точно, тоа е состојба која што честопати луѓето ја занемаруваат. Ми помина за неколку минути, ми трнеше рака, нога, лице, ми помина за неколку минути, добар сум сега, можам сосема нормално да функционирам, што нели не треба да биде така. И нашите апели се дека тоа е навистина ургентна состојба, транзиторната исхемична атака наговестува мозочен удар кој што може да се случи веќе наредните денови или истиот ден после неговата појава и бара итно испитување, исследување со цел да се најде причината заради која што е настаната таа транзиторна исхемична атака. Да, и како продолжение на колегите кои што поминаа низ студиото, Искра Битовска и Филип Гучев, и со вас ќе нагласиме дека дебелината или зголеменото ниво на телесна тежина покрај останатите е основен ризик фактор токму и за мозочниот удар, но и за другите невролошки можеби акцеси или инциденци кои што може да се случат. Апсолутно, да. Прекомерната тежина, хипертензијата, односно покачениот крвен притисок и шеќерната болест се едни од најсериозните ризик фактори како за кардиоваскуларните, така и за цереброваскуларните заболувања. Да, и пред да ви се заблагодарам професорке, старееме едноставно организмот порано, побрзо, од она што треба. Кога ќе се воспостави таа васкуларизација или циркулацијата ќе се врати во нормала, колкав е ризикот кај лицата со прележан или мозочен удар кој што им поминал повторно да се појави и каква е превенцијата на секундарно или терциерно ниво, во смисла дека мозочните удари не запираат на еден ако веќе се случил? Нема правила. Да. Најчесто постои зголемен ризик да се случи и втор пат, да се случи и трет пат. Тогаш правиме секундарна превенција кај пациентите, каде што ги штитиме со одредени лекови. Тоа се лекови, да ги крстиме за разредување на крвта, односно антиагрегациона терапија, лекови за масноти, односно антилипемична терапија. Тоа треба секако прилично вешто да го избаждариме и прилично вешто да го одбиреме, или пак можеби ќе биде антикоагулантна терапија во колку е причината, да кажеме, од пореметен ритам на срцето. Значи тоа избор на лекарот, бара редовно следење, со што нели ќе превенираме да настане повторен мозочен удар. Но јас секогаш велам, апсолутна заштита нема. Апсолутно многу ни е битна соработката од пациентот, да ги промени навиките, да биде во добро расположение, да му верува на докторот, да верува во терапијата која што ја прима и тогаш секој се вроди со успех. Сигурно, а една навика сигурно треба да остане, а тоа е гледањето и следењето на фактор здравје и овие позитивни совети кои што ги даваме благодарение на вас лекарите. Така. Јас ако ми дозволите кратко време, јас навистина секогаш кога сум кај вас тука во ТВ24 во ова студио се чувствувам како да сум дома. Значи воопшто нема човек чувство дека е во студио и дека е пред камери.
Прво ми е особено чест кога разговарам со тебе, бидејќи си ти водител кој што е секогаш спремен со секакви податоци за болеста. Сме начинале многу болести и секогаш си бил спремен. Да, имаш огромна харизма и огромна позитивна енергија и луѓето зад камерите морам да ги пофалам. Секако тука е уредничката Кети, режијата, камерманите кои што се секогаш насмејани. Да, Саше, еве Ѓорѓиев е тука. Да. Значи големи честитки до вас и навистина очекувам дека ќе имате уште многу успешни емисии. Да, ви благодарам многу за енергијата, за изгледот, за сето она што денеска како информација ни го донесовте и секако да продолжиме со заедничката соработка, бидејќи морам и јавно да кажам, клиниката за неврологија е една од најдрагите и најсоработливите клиники, ако веќе правиме една градација во овие изминати 10 години. Уште еднаш ви благодарам, професорке, поздрав до колегите на клиниката и се гледаме во некоја следна прилика. Професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог и воедно актуелен председател на Сдруженијето на невролози, беше денешна гостинка во оваа јубилејна емисија на Фактор здравје. По овој разговор следува уште едно, би рекол, изненадување и почестување со исклучителна гостинка за која што ќе слушнете детали во живо и секако само напатствие или напомена дека ќе се осврнеме на оралната хигиена и оралното здравје. Денешната јубилејна 2000-та емисија на Фактор здравје ќе ја збогатиме преку разговори и гостување на првата дама или сопругата на председателот на државава Стево Пендаровски, професор доктор Елизабета Ѓорѓиевска, специјалист по детска и превентивна стоматологија, со која што линковски ќе се поврземе во нејзината матична установа, јавната здравствена установа, Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон од Скопје. Професорке, добро утро и благодарам што вака линковски денеска сте дел од јубилејната емисија на Фактор здравје. Како сте? Добро утро и вам и на вашите гледачи. Ми представува исклучително задоволство и чест да бидам дел од ова денешна јубилејна емисија. Ви честитам на вистина, пошто представува на вистина огромно достигнување. Да, ви благодарам за честитката и вие сте наш деловен, би рекол, соработник и пријател на Фактор здравје изминативе 10 години. Колку ваквите емисии, според ваше мислење и ваш став, даваат придонес во подигнување на свесноста за здравјето во целина и посебно за забите? Мислам дека на вистина представува исклучително важна медиумска платформа да постојат вакви емисии и со тоа што вие постоите толку долго, очигледно е дека има потреба од вакви емисии. Ние како лекари, освен тоа што се занимаваме со третирање во клинички услови, исклучително е важно да делиме совети, препораки на сите гледачи воопшто, со што ќе се запознаат освен со оние нормални превентивни мерки кои што треба да се спроведуваат, но исто така и со новитетите во различни гранки на медицината и на стоматологијата. Она што сакам уште да ве прашам во овие услови на пандемија со коронавирус, здравјето пред се на дечињата и превенцијата, бидејќи ваша специјалност е токму тоа, се враќа, би рекол, во нормала и што како патологија најчесто имате во вашата здравствена установа пред се? Секако кариесот е најфреквентното заболување кое што се наоѓа воопшто во нашата популација, особено во детската возраст и затоа нашата специјалност гласи детска и превентивна стоматологија. Значи не само третмано, туку особено значење посветуваме на превентивните мерки. Пред се на едукацијата, промоцијата на оралното здравје, еве една платформа како што реков е и вашата емисија, за да се запознаат пациентите со превентивните мерки кои што треба да се спроведуваат уште од најраната детска возраст или да одам подалеку, не само во детската возраст, туку и во текот на бременоста на мајката, што ќе представува предуслов за добро орално здравје и на децата. Да, и одна што сакам да ве прашам, очигледна атмосферата и во овие утрински часови во вашите кабинети и ординации во јавната здравствена установа Универзитетски стоматолошки центар Свети Пантелеймон од Скопје, што како превенција и пред се порака може да испратиме од оваа емисија до родителите во смисла кога за прв пат треба да ги донесат своите дечиња кај стоматолог на еден превентивен преглед? Така, како што реков претходно, јас би одела подалеку. Треба да се води сметка уште за време на бременоста. Мајките
исклучително важно е да ги санираат своите заби, уште за време на бременоста, бидејќи на таков начин се намалува бројот на кариогените бактерии во устата на мајката, кои што потоа се префрлуваат на детето. Ние тоа го нарекуваме вертикална трансмисија од мајката на детето и на таков начин децата многу рано заболуваат од така наречен кариес на рано детство, кој што представува исклучително тешка форма и која што тешко се третира. Затоа е важна превенцијата уште за време на бременоста и секако веднаш по раѓањето. Значи, чистење на устата на бебето веднаш по секој подој, а секако веднаш со никнувањето на првото запче да се почне со четкање на запчињата. Прегледот, првиот преглед на дечињата треба да биде најдоцна до првиот роден ден. Значи, заклучно со првата година. И професорке, последното моје прашање за оваа прилика на фактор здравје се однесува на она што вие го работите нормално од научен и клинички или практичен аспект во однос на запчињата и пред се кај дечињата е фактот дека треба се буквално да јадат, но особено треба да обрнат внимание на хигиената и четкањето и миењето на забите, предпоставувам. Дека ништо не е забрането да се јаде, очигледно. Па во принцип не е забрането. Ние ги советуваме пациентите да избегнуваат рафинирани шекери или оние лепливи форми на шекери, значи тврди бомбони, карамели, чипсови, да се избегнува да се јадат сладки работи во текот на целиот ден или да се грицка во текот на целиот ден. Најважно е, ако веќе користиме сладки работи, да се направи тоа веднаш по главниот оброк, а не како сладки меѓуоброци. После тоа веднаш да се четкаат запчињата. Значи најважно е барем 2 пати дневно да се четкаат, наутро и особено навечер, но она што е исклучително важно, значи после секој сладок оброк, ако е можно, да се четкаат запчињата. Да. Со оваа порака ви благодарам од се срце за вашето учество во нашата јубилејна 2000-та емисија за придонесот. Поздрав до колегите и секако ве чекаме во нашето студио со некоја следна тема. Ви благодарам, честитки уште еднаш и да се множат емисиите. Ви благодарам. Имајте убав ден. Да, и вам ви посакувам убав ден и поздрав до колегите. Професор доктор Елизабета Ѓорѓиевска, специјалист по детска и превентивна стоматологија со линковско поврзување, беше во живо гостинка од оваа јубилејна емисија, а јас ве поканувам и натаму да останете со ова јубилејно издание, бидејќи како што најавив ќе траеме до 11 часот и ве очекуваме со ваши прашања и секако размена на позитивна енергија. По ова вклучување во живо со професор доктор Елизабета Ѓорѓиевска продолжуваме и натаму со фактор здравје до 11 часот. Подсетувам дека 60911925 и 60911924 натаму се отворени за ваши јавувања и размена на позитивна енергија пред се и прашања до следните двајца гости кои што ги имаме до крајот на емисијата, а тука користам прилика уште еднаш да искажам благодарност до компанијата International Health и нејзината поддршка и верни пријатели од почетокот на фактор здравје. Тоа се однесува првенствено на липосукцијската исхрана, понатаму Вамекс, препаратот кој што е хербален и се зема за убав ден и мирна ноќ, комбинација на валеријана, маточина и хмелј, и двата останати препарати Гекици Г132 плюс натурал, кон кои ќе се навратиме во продолжение во однос на составот и индикациите за нивна примена. Во овие изминати 10 години би рекол најчесто зборувавме на тема превенција, имунолошки систем, антиоксиданција, ќе продолжиме и за другите специјалности од медицината, првенствено со следниот гостин, тоа е доктор Илчо Евковски, специјалист по медицина на труд од приватната здравствена установа Медика Центре од Тетово. Добар ден, добро дојдовте доктор Евковски од Тетово, специјално во Скопје. Како сте пред се и секое добро ви посакувам во новата година. Ви благодарам на прашањето, одлично се чувствувам. Би сакал и да ви честитам воедно вашиот јубилеј, 2000 емисии, одлична емисија. Прекрасни сте за сега. Се надевам дека ќе продолжите уште најмалку 2000. Сигурно, вие сте еден од лекарите кој што за прв пат кај нас беше промовиран, односно ве представивме и соработката продолжува. Пред да зборуваме конкретно за она што е пандемија и условите во кои што живееме, едно кратко подсетување во однос на вашата специјалност и кои се нејзините полиња на делување и зошто всушност постои. Добро, медицината на труд е кај нас широка гранка која што ги опфаќа сите клинички гранки во својата структура.
се грижи првенствено за здравјето на работниците и безбедноста и здравјето, заштитата на работното место. Да, сакавте нешто да дополните? Па, кажувам дека тоа е превентивна гранка, која што се бави со превенција кај нас, не лекуваме, не третираме пациенти, но превенираме и како значени болести и смртни последици од повреди. Сигурно, со епидемиолозите, вашите колеги, би рекол сега уште повеќе дојде до израз вашата специјалност од почетокот на пандемијата со коронавирусот и тука морам да ве прашам, бидејќи сме зборувале за условите, она што го поминавме и што е пред нас, сметате ли дека оние услови и мерки кои што помина и кои што се сега актуелни, наспроти враќањето на лицата кои што се во државната администрација од понеделник на работното место, е исправна одлука наспроти училиштата кои што се уште се затворени, средните училишта и факултети? Па добро, за училиштата, факултетите, средните училишта е и нормално да биде затворено сега во моментов, особено кога разбравме дека британскиот сој веќе и тука околу нас, кој што е значително позаразен, па може да се префрли многу полесно низ децата и затоа е таа мерка најверојатно се уште владата не е одлучила да го рестартира образованието. Околу мерката за враќање на сите работници на своите работни места во јавниот сектор, тука не се сложувам, не требаше да се избрза. Првично, поради тоа што тоа се доста голем дел од нив хронично болни лица кои што имаат висок ризик за ковид смрт. А од друга страна, ние ништо не направивме на работните места, барем јас не сум запознат дека некој нешто променил драстично во своето работно место околу вентилација, филтрација, чистење на воздухот. Така да таа беше можеби најдобрата мерка да се отстранат луѓето од работното место или да се намалат нивните смени, да се намали нивното присуство, заедничко групирање и така. За натаму ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Сега за сега сме во ниски бројки што ни дава една сигурност да започнеме похрабро, но би советувал да се придржуваме кон сите пропишани мерки, а доколку е можно, протоколите би требало да се променат. Значи, за тоа нешто исто го кажувам секој пат. Протоколите се едни општи, кои што се изработени од епидемиолози, кои што, нажалост, не разбираат што значи заштита на работно место и заштитни мерки на работното место вкупно, кои се. Така да имаме некои импровизирани протоколи кои што би требало итно да се заменат. Доколку тие беа заменети до сега, поправени и исправени, немаше да има никаков проблем да се вратат сите луѓе на работа и сите деца да тргнат во училиште. Но, нажалост, кај нас, како секогаш, каскаме зад светот, така да ќе треба да ги почекаме вакцините за да решиме ситуација во Македонија. Да, и уште една препорака или ваше мислење и ваш став во однос на враќањето на работните места, сигурно и кај вас во вашата ординација тоа се коментира многу често, или во какви услови би се вратиле овие лица еве од понеделник, ако земеме предвид фактите дека работат во некои услови кои што немаат можност за дистанцирање, за растојание и бројност во самата канцеларија. Многу добро го кажавте и вие. Значи сите се тие фактори на ризик кои што зголемуваат и особено во нашиве услови. Ги знаеме какви се канцелариите, ги знаеме дека тоа се мали канцеларии, ниски канцеларии, знаеме дека се преполнети со внатре работници, има по 5-6 луѓе на 3-4 квадрати, тоа е некогаш лудило. Но како тоа го замислиле да ги вратат во овие исти услови непроменети, не знам. Ќе видиме што ќе се случува понатаму. Очигледно имаат некои можеби повеќе информации од нас докторите во Министерството. Да, и одна што како препорака или совет може да се земе во предвид какви мерки еве секој вработен може да земе, не само во државната администрација или во другите органи на работење, во смисла да отвора или провева почесто, да излегува, да носи маска. Се препорачува според препораките да се вентилира воздухот најмалку 3 пати во еден час. Но тоа не е можно да се изведе со еден обичен прозор отварање или со врата отварање, така да луѓето ќе треба да бидат малце повнимателни околу својата дистанца, како се чуваат на работното место, како се однесуваат кон својата хигиена, миење на раце, респираторна хигиена, носење на бариера, маска, N95, KN95 100 пати повторив, FFP2 во затворени простории, обичната партал маска за на улица и за надвор, колку да поминеме надвор, но сепак се уште владе еден страф, една несигурност кај многу од нас, кај многу колеги. Се уште луѓето шетаат во скафандери, ги гледаме по клиники насекаде, тоа ствара една
одбивност, еден страв кај луѓето, што е претерано според мене. После една година веќе имаме супер сознанија за целиот вирус, како се движи, неговата трансмисија, каде се изворите. И таму би требало да се реагира и да се спречи понатамошното ширење. Да, рековте дека многу повеќе знаеме, имаме информација и вие сте еден од верните поддржувачи на социјалните медиуми во смисла на пласирање на проверени, преци издржани информации. Кој е вашиот став и сознанија со новиот сој на мутираниот коронавирус кој што веќе е потврден еве и кај нас, и дали најлошото го поминавме? Вакцините ќе дојдат и дали ќе може да патуваме според вас во блиска иднина со тие така наречени пасоши, ако воопшто се воведат? Пасошите за сега сте уште се дискусија сериозна во Европската Унија и во светот. Нема консензус. Нема консензус за сега. После вакцинирање на сите луѓе по светот сигурно ќе се дозволи да се вратиме во некоја нормала, стара нормала што ние си ја бараме. Колку новите соеви ќе влијаат врз вакцинацијата понатаму, веќе Модерна спрема подготвува трета вакцина која што ќе ја надополни за едниот сој. Околу соевите, овој што е од Британија, од Обединетото кралство, е така позаразен. Со самата заразност нормално и смртноста се покачува. Поради тоа што немаме соодветен лек, соодветен третман за него. Од друга страна, овој што е јужноафричкиот сој, за него се верува дека е малку посмртоносен, и што е проблемот кај него, што он ги заобиколува сега во моментов оние спајк шилести протеини на SARS-CoV-2. Така да не знаеме точно како ќе се одвиваат околу вакцините. За сега има некои надежи дека вакцините ќе функционираат. Јужна Африка имаат и некои веќе истражување дали тоа нешто има кај нив влијание вакцините и новите соеви. Ќе видиме што ќе се случува во блиска иднина. Би требало да имаме многу повеќе околу вакцинацијата во овој трета фаза на испитување на широко масовна популација. Да, подсетувам дека со доктор Илчо Евковски, специјалист по медицина на трудот од приватната здравствена установа Медика Центра од Тетово, зборуваме на тема и ви ги предочуваме аспектите во однос на неговата специјалност и она што најчесто го зборувавме овие изминати години, а тоа е силниот имунитет за подобро здравје. Во оваа прилика, како заокружување на разговорот, сакам и овој аспект да го допреме во однос на разговорот, бидејќи со вашите колеги вие сте на првата линија или во примарната здравствена заштита, колку еве здравиот имунитет и земањето на антиоксиданси од типот на G132+ Natural и G-Kit за децата го подигнуваат имунитетот и значат здравје подобро во целина и за болните лица, но и за здравите како превенција. Секако, убаво кажавте тоа нешто. Значи, едното е превенција, другото е здравје за болниот. Имунитетот секој пат треба да биде на едно високо ниво. Имунитетот е јасно до сега дека ни е потребен одмор за него, ни е потребно квалитетно јадење, а меѓу другото и овие нови продукти кои што искочија на пазарот, како што е G132, каде што имаме одредени микроелементи кои што вршат допуна на тие нутритивни материи кои што ние не можеме да ги земеме од храната. Сигурно. Така да во секој случај нема лошо, може да биде само подобро од едно такво апче. Да, и да кажеме и состојките на оваа јапонска формула, пред се тука е реиши печурката, ликопен екстрактот од брокула, понатаму сулфурафанот, кој што е присутен во ликопенот доматот, сулфурафанот во брокулата, ресвератролот во семката од грозието и секако матичниот млеч, како и G-Kit за дечињата. И со оваа препорака и овие аспекти ќе ви се заблагодарам на вас, доктор Евковски, ќе ви посакам секое добро и ве чекаме повторно вас и колегите од Медика Центре да бидете и натаму дел од Фактор здравје. Благодарам на поканата. Благодарам и на вас, благодарам што бевте дел од оваа јубилејна 2000-та емисија на Фактор здравје. Многу информации, многу гости, многу јавувања досега. Имате можност се уште да бидете дел од емисијата. Ќе продолжиме со уште едно гостување за кое што ќе дадеме аспект на медицината и на специјалноста за која што следната гостинка е пред се референтна и стручна во наши рамки овде во државава, но и на светско ниво.
Следува продолжението од Фактор здравје, нашата 2000-та емисија, наша и ваша предсе јубилејна емисија, која што денеска трае до 11 часот, невообичаено и надвор од онаа вообичаена шема која што сте навикнати да ја следите. Секако кон неа ќе се вратиме веќе од понеделник со новото продолжение, а тука користам прилика уште еднаш да ве поканам на 60919224 и 60919225 да комуницирате со нас, да поставите прашање или едноставно да размените позитивна енергија. А во контекст на убавите и позитивни нешта кои што денеска ни се случија во Фактор здравје е и нашата роденденска торта, големото изненадување кое што ни го принереди млечниот ресторан Мал Одмор на Партизански одреди број 59 во населбата Карпош 1 во Скопје и она втората на локацијата на последна 45-ка станица автобусот во населбата Ченто во Скопје. Благодарам уште еднаш јавно до млечниот ресторан кој што ни ја подари тортата, ќе ја видите за неколку секунди еве пред вас на екраните, а користам прилика да споменам дека последниот дел од Фактор здравје ќе го посветиме на оториноларингологијата како специјалност од медицината која што инкорпорира или вклучува дури 3 системи, односно 3 органи: нос, уши и грло. За таа цел денеска во Фактор здравје уште една имаме верна соработничка, поддржувач и пред се пријател од почетокот до овие 10 години денеска во Фактор здравје, а тоа е примариус доктор Маја Киријас, специјалист хирург оториноларинголог од споменатата јавна здравствена установа Универзитетска клиника за уво, нос и грло, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Доктор Киријас, добар ден и благодарам. Насмевката ви ја гледам, иако визуелно нели таа не е видлива. Како сте? Добар ден, благодарам на покана, посебно на вашиот јубилеен роден ден. Да. Јас сум супер, ви посакувам уште многу години да славите јубилеи и натаму да продолжите да го едуцирате нашето население, бидејќи здравствената култура пред се е на многу битно, нели сите да ја почитуваме, Сигурно. а вие тоа континуирано го правите канејќи гости во вашите емисии, едукативни емисии, така да вистина ми е задоволство, посебно на овој ден да сум кај вас во студио. Да, ви благодарам многу и во име на вашата клиника со која што имаме исто така одлична соработка и која ќе продолжи, верувам, во годините пред нас. Пред моето пред се прашање, следното доктор Киријас, имаме јавување на линија, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте господјо, ве слушаме. Се јавува Сузана од Скопје. Благодарам, Сузана. Голем поздрав до вашата ТВ24. Благодарам. Честитки. Најголем поздрав до тебе, Ико. Благодарам. Ќе честитам 2000-та и да само да ви се можат вакви емисии. Многу благодарам за честитката и поддршката. Имате ли прашање до доктор Киријас или некоја информација да споделите? Само поздрав имам и до доктор Киријас. Ја познавам лично и ви посакувам се најубаво по натамошниот развиток на емисиите. Да, благодарам уште еднаш, благодарам за поддршката и секако вие сте нашата најверна Фактор здравје публика за која што постоиме и за која што во овие 10 години покрај 2000 теми пропарадира, би рекол, или помина врвни експерти од земјави и од светот, некаде бројката е околу 1700 гости и само доктор Киријас ќе го споменам професор доктор Борислав Карамфилски, кој што беше специјалист по патофизиологија и неодамна почина, кој што беше нашиот најстар по години гостин, и Харис Бабачич, кој што е во Каролинска институтот во Шведска како најмлад гостин овие 10 години. И вие сте меѓу помладите, секако, тоа го знаете. Баш благодарам. И се надевам дека уште наредни 30 години ќе гостувам овде како млада. Сигурно, да. И имаме уште едно јавување. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден и до вас. Среќен роден ден. Да, ви благодарам, господја. Да ви се множат сините, да ве гледаме, да се смееме со вас. Благодарам и да се едуцираме Само сигурно. голем поздрав да ви упатам и на вас и на целата екипа. На тебе најмногу, бидејќи сте ми во душата. И голем поздрав до гостинката. Имам прашање, ма сега не ви сакала да ве слушам, да можете да си продолжите така со разговори и со убавина. Да, ви благодарам, доктор Киријас, Нека ви се повторно. множат годините и понатаму да ве гледаме. Ќе дојде гостинка, благодарам и за вашата поддршка и честитки. Уште едно јавување ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, поздрав, господје. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Посебно се јавив сега да ви го честитам јубилеот. Ви благодарам многу. И сум искрено воодушевена од вас како личност, вашата култура, вашата едукација, вашето понашање и начинот на водење на емисиите. За мене сте изузетна личност која што знае како да допре на фин културен начин до
до срцата на слушателите, гледачите заправо. Да, ви благодарам. Би замолила, ако може, емисијава ваша да најдете начин, термин да се репризира, затоа што ние од Сабајле што слушаме, немаат прилика младите што се на работа да ги слушаат. А се многу едукативни, вие посебно начинот на тоа што им давате предност на докторите, не им упаѓате во збор и навистина преубава едукација за обичните нас. Да, ви благодарам за сугестијата, ќе биде слушната. Поздрав за вас, за вашата успешност и нека се множат емисиите и да сте живи здрави. Благодарам. И вие, и докторката, и сите што доаѓаат кај вас. Благодарам уште еднаш. Доктор Киријас, повторно се извинувам за да слушнеме јавување. Ова се прекрасни позитивни вибрации кои што ги добивате. Да. Благодарам. Уште едно јавување. Добар ден. Добар ден, Илија, убав и среќен ден. Да, нашата верна гледачка. Честитам јубилеот и ви пожелувам многу да имате такви програми и ние да со вас да бидеме да ве прашуваме и да донесувате докторки за нашето здраве, да прашуваме како и што да правиме. Толку ви благодарам. Ви благодарам многу и за позитивната енергија, вибрациите секако и пред се благодарам за она што секојдневно лично јас и тимот од Фактор здравје го работиме и што го чувствувате и нормално јавно го искажувате. Доктор Киријас, имате ли некој коментар, бидејќи за вас ве упатени? Искрено ви кажам, воодушевена, бидејќи ова е само еден показател колку сте вистина гледани и колку вистина емисијата ви е од значителен карактер со оглед на едукацијата на населението и многу ми се допадна гледачката која што кажа дека треба репризирање на емисиите, бидејќи од Сабајле навистина оние кои што се на работа не можат да ја проследат емисијата. Да. Овде ќе зборуваме или ќе начнеме неколку аспекти од вашата специјалност, реков хирург оториноларинголог, уво носи грло, па еве во оваа прилика сме зборувале многу пати со вас многу теми, што како патологија на вашата клиника е најфреквентно во однос на сите овие три системи или три органи. Знаете како оториноларингологијата на светско ниво, впрочем нашите конгреси се викаат хирургија на глава и врат. Кај нас само тоа оскудна, да кажеме, немаме пререгистрација направено. Во склоп на оториноларингологијата спаѓаат многу да кажам, поширока област, не е само уво, нос и грло. Тука е впрочем цела хирургија на глава и врат, нормално ако се исклучи неврохирургијата од овој дел. Да, имаме уште едно јавување, односно две во овој следен блок. Добар ден до првото. Ало, добар ден, ве слушаме, добро дојдовте. Добар ден, ало. Да, ве слушаме, господјо, добар ден и до вас. Да ви го честитам јубилеот. Благодарам многу. И посебно сте направиле сите можни доктори, сте ги ставиле во денешната јубиларна програма, од кои што неке можеме да ги одвоиме, за кој што попрво да кажеме. Да. Добро. Јас сум Гордица Павловска, а нашата докторка фамилијарна, посебен поздрав до професор доктор Драгана Петровска-Цветковска. Да, таа беше дел од емисијата и ви благодарам и верувате беше... И навистина продолжете, за да можете на овие вакви емисии да не охрабрувате како понатаму ние да се чуваме, пазиме и совети од вашите изборни доктори кои што ги носите во вашите емисии. Да, ви благодарам уште еднаш на поддршката. Сепак изборот мораше да биде направен, не може сите гости во овие услови да ги почестиме, но сепак уште еднаш јавно им се заблагодарувам за сите што биле и ќе бидат дел од Фактор здравје и повторно даваме предност на вас. Уште едно јавување. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, господине, вие сте на Среќен роден ден пред се. Благодарам многу. Честитки до емисијата, стварно прекрасна е. Благодарам. Честитки до докторката. Имаме едно прашање до неа. Да. Опериран сум од циста, гнојна циста на левиот максиларен синус пред 23 години. Во ред. Дали има шанса, дали постои шанса поново синусите да се заразат, да се инфицираат од оваа болест? Да. Благодарам за честитката и поддршката. поддршката. Уште еднаш пријатно, се најбо во емисијата, уште барем 10.000 емисии. Да.
Благодарам за поддршката уште еднаш и останете со Фактор здравје. Кој е вашиот коментар, доктор Киријас? На прашањето ќе одговорам вака. Синус, имаме 4 пара синуси. Кога постои воспаление на синуси, кога тоа ќе се отстрани, да речеме како што станува збор за циста, доколку бидејќи отворот на сите синуси и дренажата на сите синуси има еден изводен канал кој што оди кон носот. Името се вика синусостиум и доколку тој синусостиум е затворен, односно препокриен со некоја мекоткивна форма, дали е тоа задебелена конха, дали е тоа задебелена слузница, дали е тоа полипоидна формација, во тој случај може да настане повторување на цистичната формација или, зависи, може да биде течност во самиот синус. Значи, доколку постои оневозможност да се дренира самиот синус, во тој случај можно е да се повтори синузитот кој што го имал пациентот. Сега постојат нормално во однос на оперативната интервенција која била правена пред 30 години. Тоа беше интервенција класична која што се правеше меѓу втор и четврти запрез. Сега се веќе посуптилни методи, понови методи. Можно е да се повтори, меѓутоа методот на интервенирање сега и порано е драстично поразличен. Да, ги споменавме еве синузитисот, односно воспалението на синусите како патологија која што сигурно е честа и во вашата хируршка пракса, но повторно слушнавте сигнал од режија, ќе вклучиме уште едно јавување. Добар ден. Ало? Ало, добар ден, господине, зборувајте, во програма сте. Добар ден, јас сум на телефон. Да, господине, вие сте? Господин Илија, да ви честитам. Изузетно добро ја организирате вашата работа. Благодарам. А до докторката, сакам докторката Киријас една приметба на државата. Ало? Да, ве слушаме, зборувајте, да. Јас сум со многу оштетен слух и на 80 години. Добро. Државните апаратчиња за слух се со слаба можност. Кој треба да ја промени состојбата? Фондот ни дава апаратчиња што не ни вршат функција. Да. Благодарам за вашиот интерес, честитката и пред се поддршката, господине. Останете жив и здрав и понатаму. И пред одговорот на доктор Киријас, уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Доколку не ве поканувам да се јавите повторно, ова пред се предпоставам и административно, но сепак аудиолошко прашање. Јас одговарам, да. Кажавте дека во склоп на оториноларингологијата спаѓа, нели, ние сме по субспецијалности поделени, ринологија, оние кои што се занимаваме со хирургија и болести на нос, параназални синуси, отологија, оние кои што се занимаваат со хируршки интервенции и болести на угото, и тука спаѓаат болести, хируршки интервенции на грлото. Меѓутоа, во склоп на оториноларингологијата и аудиологијата, односно проследувањето и третирањето на слухот, дефектологијата, односно на тамашниот третман на оперираните пациенти и оние кои што имаат проблеми со говорот, тука спаѓа исто така алергологијата и слип медицината, која што исто така ја работиме. Во однос на пациентот кој што има проблем, да, е административно прашање и се согласувам дека нашиот здравствен систем не е на врвно ниво. Баш за оваа група на пациенти, да, сигурно. Значи, апсолутно се согласувам со пациентот, не само во оваа област, можеме многу повеќе и ќе биде, јас се надам дека ќе биде многу повеќе направено. Да. Пациентите, на жалост, имаат право на секои 5 години да добијат ново слушно апаратче, кое што е под фонд на здравство. Апаратчето може од одредени места да го подигнат, значи не може од било каде. Оние кои работат со слушни апарати ги подесуваат апаратите, тоа е веќе електроинженери работат и така натаму, тоа веќе не е медицински дел. Медицинскиот дел е евалуирањето на слухот, колку е паднат слухот, дали може да се даде слушен апарат или не, бидејќи во одредени случаи, ако слухот падне под 80 децибели, вие веќе и немате резон да дадете, не помага слушниот апарат. Самиот пациент треба да се обрати на местото каде што го купил слушниот апарат, да замоли дека не функционира апаратот како што треба, да се наштелува подобро или да се даде заменски апарат. Се согласувам со него дека тука е процедура која што треба да ја шета фонд и така натаму, меѓутоа ќе повторам.
Значи, здравствениот систем мора да биде подобар. Да. И во оваа прилика користам прилика да го искажам она за што сте референтни, спомена во најавата во државава и на светско ниво, тоа е радиофреквентната терапија, со која успешно ги решавате пациентите, кога е таа индицирана и всушност какви се придобивките од оваа нехируршка или неинвазивна интервенција? Ова интервенција е најнова во однос на патологијата, во односно во ринологијата. Особено се користи за амбулантски третмани, нехируршки интервенции на отстранување на мекоткивни формации кои што се наоѓаат во горно-респираторниот тракт. Да речеме поедноставено, доколку во носот имате полипи, доколку имате задебелена конха, наместо да се направи хируршка интервенција, се прави радиофреквентна струја, значи самиот систем е направен така да прави редуцирање или намалување на самиот полип, со тоа самиот полип комплетно се отстранува, доаѓа во неговата првобитна положба, самата конха доаѓа во неговата првобитна положба и проодноста на носот е нормална. Доколку станува збор за крајниците или долниот дел веќе на грлото, тогаш доколку се хипертрофирани или големи, наместо се направи хируршка интервенција, се прави редуцирање, намалување на самите крајници, отстранување на оштетениот дел на крајникот, каде што постојат детритуси, а на самите детритуси нормално знаеме дека се таложат бактерии. Крајникот доаѓа во својата нормална форма, останува здравиот дел на крајникот. Самата ресичка која што може да прави слип-апнеа проблеми, нели, на истиот начин не правиме сечење, туку се намалува. Ке повторам, се прави редуцирање на мекоткивните форми кои што го попречуваат нормалното дишење во горно-респираторниот тракт. Радиофреквентната интервенција за сега е број 1 метод во светот. Во Македонија не на многу места се работи. Јас 10 години веќе ја работам таа патологија и мислам дека е извонредна, бидејќи не постои крварење, не постои тампон. Пациентот по самата интервенција, која што е краткотрајна, нема никакви проблеми да ги обавува нормалните секојдневни активности. Да, и она за што сакам да дадем уште еднаш аспект е имунолошкиот систем, збор кој што најчесто сме го употребувале овие 10 години превенцијата, сигурно дека кај оваа група на пациенти и општо кај другите и во превентивни, но и како подкрепа на медикаментозната терапија, оние гранични препарати од типот на G132 плюс Natural и G-Kids, кои што се достапни низ фармацевската мрежа, даваат позитивни резултати и сигурно во оваа пандемија вие имате позитивни ефекти. Оти знам дека и лично вие користите. Ја лично го користам долги години G132 плюс Natural и можам да кажам како самиот збор, бидејќи е имуностимулатор, кажува што всушност станува збор. Стимулира имунитетот да биде на повисоко ниво. Знаеме дека сите болести доаѓаат од падна имунитетот. Падна имунитет може да биде поради стрес, може да биде поради неправилна исхрана, може да биде поради нездрав начин на живот и така натаму. Во овие моменти, посебно кога е ковид ситуацијата, суплементите, односно витамините се неопходни да ги внесуваме, бидејќи не секогаш во храната ни се достапни и не секогаш во текот на годината ги имаме сите можни овошја и зеленчуци да можеме да ги внесеме перос, нели? Затоа дополнително апелирам граѓаните, мислам, не било кој витамин да го земат, него по препорака на самиот лекар да земаат. Сигурно и искуствата и она што го имате како повратна информација е најдрагоцено пред се да не се повтори одредено заболување или доколку се појави тоа да се јави во некоја подоцежна фаза од животот. Тука ако остана нешто уште да упатите збор или сакате нешто да дополните, ќе ви се заблагодарам за гостувањето, за честа што не укажавте во оваа јубилејна емисија да бидете дел од Фактор здравје и секако и понатаму да гостувате и да ги едуцираме пред се гледачите. Ја благодарам на вашата покана и секако ви посакам уште многу јубилеи да прославите. Да, ви благодарам доктор Киријас, примариус доктор Маја Киријас, специјалист хирург оториноларинголог, беше денешна гостинка во Фактор здравје. За повеќе информации ве упатувам на нејзина адреса во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за уво, нос и грло, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза од Скопје. И пред да ве оставам со колегите од студио 10, сакам да споменам и уште еднаш да упатам огромна благодарност до млечниот ресторан Мал Одмор за торта
портата која што ни ја донесоа денеска за оваа 2000-та јубилејна емисија на Фактор здравје, а овој ресторан млечен ви стои на располагање во населбата Карпош 1, булевар Партизански одреди број 59 и последна 45-ка во населбата Ченто во Скопје. Јас овде завршувам. Ова беше јубилејната емисија на Фактор здравје. Веќе во понеделник ве чекаме во 9:15 да бидете дел и да ја продолжиме историјата на Фактор здравје. До тогаш пријатно и имајте убав викенд.